ден, драги наши пријатели на емисијата Вкусот на традицијата. Нашиот тим ве поздравува од етно ресторанот Златно буре Кучково. Во непосредна близина на градот Скопје во селото Кучково, прекрасен амбиент е амбиент за уживање. Во моментот боботи каминчето со дрвја. Значи убаво, мириса на свежина, чист воздух, вистинско уживање. А токму овде е локацијата за нашата емисија и за новиот рецепт на денот. Затоа што е сега време есен и е токму прилагодено на тиквата и за многу специјалитети на тиквата. Тиквата е македонската банана. Нешто што е многу здраво и многу корисно. И сите доктори велат, додека ја има, јадете ја секој Божји ден. Ке си решите многу работи и за здравието, и за линијата, за енергијата. Значи, многу нешта се пресудни и ги решаваме преку внесот на храната и затоа тиквата топло ви ја препорачуваме. Еве еден специјалитет што јас ќе ја направам тиквата на мој начин. Најчесто, нели, сакаме тиквата во пита рендана, па печена, па за во супа чорпа, но јас сакам да експериментирам, да направам нешто од тиквата што ќе биде добро и за мојот стомак, што ќе ми биде добро за вкусот на устата и ова е тиква на мој начин. Тикварник, тоест на мој начин. За него, значи, ова го направи веќе дома и се што ќе направам дома сакам да споделам со вас. За овој солен тикварник на мој начин ќе ви биде потребно 600 грама тиква печалка, значи она за печење, а можете и од тие долг навестите. Излупена и насечена баш на вакви коцки од 2 сантиметри од прилика. Нели не може да бидат сите под еднакво исти, но барем приближно да бидат. Понатаму, ќе ни треба една главица ситно сечкан кромит, 2 чешниња лук, една црвена пиперка, во овој период е добро да ставите црвена пиперка. Понатаму половина ваква шолја за кафе, она баш кафеџиска шолја, ориз, 100 грама ситно нарендан пармезан, или ако немате пармезан, ставете кашкавал. Ќе ни треба 400 грама пилешко месо. Дали ќе биде стек и пилешки гради, или ќе биде месо од копан, или ќе бидат копани. Значи, што имате пилешко месо, буквално ставете, па дури и крилца да имате, и со крилца направете ги. Ништо нема да се промени. А од зачините ќе ни биде потребно малку мешан сув зачин, да го зајакне вкусот на тавата, буковец, триена сол, бибер, сол, неколку зрнца бибер во зрно, масло по потреба, вода по потреба, 1 литар млеко и 250 милилитри хопла. Да видиме сега како до солен тикварник. Многу едноставно и многу брзо. На тавче загреано на рингла ставам околу 1,5 децилитри масло. Тука ќе го пропржам кромитот и ќе ви треба една земјана тава во која што сето ова ќе го испечете. Сега сакам да кажам дека овој тикварник можете да го направите и во посната варијанта. Што значи тоа? Ке земете без месо, печурки, на местото од месото, печурки. Ориз има, пармезан нема да ставите, тиква на место млеко ќе ставите вода и добивате прекрасен вкус исто така. Ние сега ќе направиме со млеко, хопла и треба тавата да биде многу сочна, да има сос. Не сува, туку баш да си има сос. Ќе се изненадите од вкусот на тиквата во оваа солена варијанта. Овој ручек и нема да ве чини многу. Со овие потребни состојки со количината, верувајте дека 6 луѓе, ама убаво ќе се изнајадат со 400 грама месо. Еве ви кажувам, ви тврдам.
Значи, кромичето малку да се запржи. Така, додека тоа се пржи, ќе го насечкам лукчето и ќе ја насечкам црвената пиперка. Така. И лукчето малку ќе го пропржиме. И црвената пиперка. Една црвена пиперка е доволно. Црвената пиперка се става единствено само за вкусот што ќе го расшири низ ставата. Затоа се става црвена пиперка. Прво ќе исчистам од семето, колку падне толку и да остане некоја семка, ама воопшто не е страшно. Така. И ова тава ќе ја печете исклучиво, значи затворена, да не диши од никаде. Ако немате таква тава, ако имате нели ваква земјена, ние ќе ставиме у фолија и горе некој капак од озгора, кој што ќе ја држи од фолијата. Значи, многу е битно во сите овие течности во кои што ќе ја ставиме да си се динста во соковите. Ете така. Не треба многу, чисто знаете, овие подпржувања се заради вкусот. Само уште пиперката и лукчето, белото месо не го пржите. Така, и ова малку да се подпржи, после ќе го ставам само оривчето тука. Оривчето малку да се подпржи, додека ова си се пржи. Сега, што правам? Ќе земам тиквата. Ќе ставам малку масло доле во тавата. Ете така. Ќе ја ставам тиквата. Тиквата ќе ја ставам. Потоа ќе го ставам белото месо. Пилешкото месо. Така. И ќе ги наредам зачините. Зачините. Ќе му ставам малку мешан суп зеленчук. Значи, ова тава ви кажувам дека ми е полн погодок. Се радувам дека сега ја правам затоа што потоа ќе можам да ручам од неа. Едно кафено лажиче е доволно. Ќе ставам малку буковец. Така. Триена сол задолжително, значи. Нешто прекрасно. Од неа може и малку повеќе да ставам. Малку биберче. Половина лажиче. Така. Сол ќе ставам сега малку повеќе. Мора да го направиме балансот. Тиквата е блага, и ова е доста блага, дури уште во самото сечење ја пробав, навистина е блага. Сега ќе треба сол, па да ви кажам ќе ставам едно кафено лажиче. А потоа ќе видам, ако треба уште малку ќе додадам. Ќе додадам сега неколку зрна, само неколку. Добре. Ете така. И сега ќе го ставам оривчето овде. И тоа малку да се запржи. Така. А редната да ви биде пуштена на најсилно. Значи редната да ви биде на 250 вклучена. Така.
И ова нека се испржи малку и потоа ќе видите што ќе направам со него. Еве, ова е сосем доволно. Сосем доволно. Сега го префрлам во земјениот сад кај останатите состојки. Како замириса на лукчето, на кромичето, боже. Нешто прекрасно. Ќе му ставам малку водичка на ова. Така да го измијам, нели? Сега го ставам млекото. Ете така. Литар млеко со гаранција. И ова треба да се направи едно такво убаво пелте. Ке пушти скроп и самата тиква. Оризот ке го впие, ке впие водата. Ова треба да се крчка 3 часа најмалку, ви кажу. Најмалку 3 часа. Ете така. И ова, коплата, за да му даде малку така кремаст вкус, изглед. И ќе му ставам малку од оваа водичка. Вода по потреба, нели ви реков, само малку. Ни пола филџанче. Така. Ете, сето ова убаво ќе го промешам. И ќе го пробам сега да видам дали треба да му додадам сол. Ами текна. Во потребни состојки не ставивме магданос, но можете да ставите доколку сакате. Подобро не може да биде. Како е ова добро. Сега му го ставам пармезанчето. И тоа нема да биде од озгора, туку ќе биде, значи, промешано со се. Ете така. Ова ќе си влезе внатре. Каков мирис и вкус ќе му даде ова. Ете така. Значи, вака ќе ви изгледа многу чорбесто, но затоа имаме ориз внатре. И од скробот тоа ќе згусне и затоа треба подолго време да се пече за тиквата, токму да добие таков еден кремаст вкус. Сега да пробам уште малку за сол. Совршенство. Значи, толку е многу добро, што мислам дека цела зима ќе го правам овој специјалитет, а сигурна сум дека и на вас многу ќе ви се допадне и дека ќе стане омилено јадење во вашиот дом. Значи, ова можете да го направите, драги наши домаќинки, дами, вредни македонски жени, со гаранција. Вечерта, кога ќе гледате телевизија и ќе бидете така по дома, можете да си го ставите на тивко, да си крчка. Ако ќе дојдете од работа, само да го допечете уште половина час. Ете, и тоа топло ви го препорачувам. Останете со вкусот на традицијата, се гледаме откако ќе го испечам. Неверојатно како може од тиква, еве, драги гледачи, да имате прекрасен ручек. Погледнете, таа уште крчка. Епа, дали можете да видете а тиквата како локум е направена. Погледнете. Ова е вистинско уживање. Погледнете, здрав ручек, со македонска тиква.
со кром. Оф. Не можам да ви опишам колку е ова добро, колку е ова совршено добро. Значи, ова ми доаѓа така секој ден да ја правам оваата. Значи, ни време зема, ни ништо. А влажината од тиквата си го направила своето, но кромичето, солта, па и другите зачини, триената сол. А локум, значи така е добро искрчкан ова е така добро направено. Направете го додека има тиква и барем еднаш во неделата правете го. Ке јадете и ке уживате. Значи ова не може некој да не го бентиса. А направете им изненадување на гостите понекогаш кога ќе ви се најават. Ево, од вкусот на традицијата направете го овој рецепт и сите ке сакат дури и репете. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата и знаете како велат? Не ја расипувајте сегашноста со минатото, кој што нема никаква иднина. Довидување до следната емисија Вкусот на традицијата. За вас!